И денеска поради отсуство на адвокатот на обвинетиот доктор Асани се одложи судењето за случајот со родилката од Дебар Илдис Веапоска. Бидејќи последните рочишта се одложуваат поради истата причина, судијата Јордан Јованов го казни адвокатот со глоба од 1000 евра. Побара негово изземање од предметот и назначување друг правен застапник. Овдека проблемот беше што во конкретниот случај бранителот се повикува на истиот предмет за кој што бараше одлагање на 7 ноември во друг предмет. И тоа значи дека во времето кое добија на новата покана, бранителот веќе знаел дека има закажано и други рочишта овде, меѓутоа одбира да ги одлага сите овие рочишта заради тоа едно кое што е во Јобитола. Исто така, покрај паричната казна, значи овој пат отидовме затоа што имаше повеќе кратни одлагања од истиот бранител, се донесе одлука да се судот да определи нов бранител кој што ќе ги застапува интересите и затоа на многу краток рок го одложивме за да можеме конечно да имаме услови да го завршиме. Оштетената Веапоска денеска во судот во Струга пак дојде во придружба на десетина граѓани како нејзина поддршка и повторно најави протести доколку до крајот на месецов нема судска разрешница за случајот, поради кој 3 години е низ судските лавиринти, а 5 години веќе живее со истата агонија. Таа најави протести во Дебар, Струга и Скопје. Правда, вели, мора да има за на ниедна друга жена да не и се случи истиот терор кога на породување остана без бубрек, матка и јајник на своји 30 години. Се играат со мојата психолошка состојба. Ова не е фер, да не доаѓа адвокатот повторно и повторно да одлагаат. Значи, треба више да има крај и треба да има правда. Ке чекаме до крајот на месецот. Мислам дека ако заврши, ќе биде во ред, ако не заврши, ќе има протести во Дебар, ќе има протести пред судот во Струга, ќе има протест и во Кривичен Скопје. Значи, 3 суда ќе ги блокираме. Освен Асани, во овој судски предмет обвинети се уште 20 други лекари кои се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето, но се изјаснија дека се невини. Инаку денеска во Струшкиот суд кај истиот судија беа закажани, но и експресно одложени 2 рочишта за екс-градоначалникот Мерко за поставување на спорната табла и финансиски злоупотреби при осветлувањето на коритото на реката Дрим. И овие судења се одложија поради отсуство на истиот адвокат, кој освен на докторот Асани е правен застапник и на Мерко. И за овие случаи адвокатот е казнет со по 1000 евра.